рекламите време за вестите на Ирис телевизија. Во третата изборна единица ВМРО ДПМН освои 11, а СДСМ 9 пратенички мандати. Државната изборна комисија даде детален преглед на резултатите во тројката, каде што се и општините од Брегалничкиот регион. Во третата изборна единица, според бројот на гласовите кои ги објави Државната изборна комисија, победи ВМРО ДПМН. На страницата на ДИК стои дека граѓаните гласале вака. На вчерашните мирни предвремени парламентарни избори на гласање излегле 204.139 или излезноста е 72,74% од купниот број на избирачи со право на глас. ВМРО ДПМН има 102.832 или 50,36% од граѓаните кои излегле да гласаат на своите избирачки места. СДСМ има 81.291 глас или 39,77%. Коалицијата ВМРО за Македонија има 6.700 гласови, во проценти 3,28%. Левица е со 1.767 гласови или 0,87%. Коалицијата за правда, третиот блок, има 1.370 или 0,60%. ДПА 543 и ДПА 587 гласови. Целата изборна единица е обоена во црвено. Единствено општина Берово е во сина боја, каде што СДСМ по долги години и синоќа славеа победа. Таму резултатите се 3.996 за СДСМ, а за ВМРО ДПМН 3.856 гласа. Интересна е разликата меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ во неколку градови во Брегалничкиот регион, каде што е тесна разликата од 2 до 3%. Штип како најголем центар, граѓаните гласале вака. ВМРО ДПМН 14.333 гласачи или 46,54%. СДСМ има 13.459 или 43,71%. Разликата во гласовите е 874 гласови во корист на ВМРО ДПМН. Кочани, ВМРО ДПМН има 10.792 гласа, наспроти СДСМ кој има 9.731 глас. Разликата во гласовите е 1061. Делчево, ВМРО ДПМН е 4.376, а СДСМ има 4.110. Разликата е 266 гласови. Убедлива победа ВМРО ДПМН има во општините Пробиштип, ВМРО ДПМН 5.986, наспроти СДСМ 3.535. Виница, ВМРО ДПМН 5.847, а СДСМ 3.913. Македонска Каменица, ВМРО ДПМН 2.246, а СДСМ 1.906. Во третата изборна единица со односот меѓу пратеничките мандати е за ВМРО ДПМН 11, а за СДСМ 9. Во Собранието на Република Македонија од листата на ВМРО ДПМН ќе влезат Илија Димовски, Емил Димитриев, Сладжана Митовска, Трајче Димков, Стојан Миланов, Магдалена Манаскова, Зетир Рамчиловиќ, Никола Мицевски, Благица Ласовска, Емилија Александрова и Иван Иванов. Од СДСМ во Собранието ќе влезат како пратеници Љупчо Николовски, Благој Бочварски, Јагода Шахпаска, Панче Иванов, Сашко Костов, Јулијана Николова, Енес Ибрахими, Илија Николовски и Мира Стојчевска. На изборите во 2014 година пратеничките мандати беа поделени 13:7. На овие избори 2016 година СДСМ има 2 повеќе, а ВМРО ДПМН 2 пратенички мандати помалку. Штип доби 2 пратеници од редовите на ВМРО ДПМН. Никола Мицевски. Старо новите пратеници кои во новиот парламентарен состав ќе ги штитат интересите за штипјани. Во новиот од коалиција ДПМН Штип ќе добие 2 пратеници. Трајчо Димков и Никола Мицевски се старо новите пратеници, кои во новиот парламентарен состав ќе ги бранат интересите на штипјани.
Димков и Мицевски денес им се заблагодарија на гласачите, кои уште еднаш им ја дадоа довербата. Нема да ве изневериме и остануваме со граѓаните на Штип, на истокот, со чиј глас ВМРО ДПМН чекори кон нови предизвици, во кои со нови проекти ќе стигнеме до нови успеси. Почитувани со граѓани, ви благодариме за сета поддршка и за разумното размислување со кое ја обезбедивте едината на сите нас. Штип уште еднаш докажа дека може да организира мирни и демократски избори, а ова е 10-та победа поред на ВМРО ДПМН, истакна Мицевски. Гласот за ВМРО ДПМН е глас за едината на Македонија, за зачувување на унитарноста на државата и за новите и пред се реални проекти во кои што Штип има клучно место. Затоа нашата обврска, како идни пратеници, е да настојуваме нашите ветувања да бидат исполнети и со тоа нашиот збор уште повеќе да значи. Според бројот на пребројани гласови во третата изборна единица, ВМРО ДПМН освои 11, а СДСМ 9 пратенички места. А еве како беше синоќа во просториите на општинската организација на СДСМ Штип и што изјави председателот Владимир Милушев. Македонија! 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 Гласањето за предвремените парламентарни избори заврши во канцеларијата на општинската организација на СДСМ. Се пребројуваат гласови, се чекаат резултати, меѓутоа атмосфера како што доликува за после избори. Разговарам со председателот на општинската организација на СДСМ во Штип, Владимир Милошев. Господин Милошев, како помина денес изборите? Имате ли некаква приредба, каков е амбиентот и очекувањето? Па вака, како што може да приметите, веќе имаме победничка атмосфера во штабот на Социјалдемократскиот сојуз на општинската организација. А денот помина во мирна атмосфера. Денеска Македонија избираше. Денеска Македонија избираше за живот во Македонија. Граѓаните се одлучија да дадат поддршка на Социјалдемократскиот сојуз и веруваме дека таквиот тренд ќе продолжи, што го има моментално, и дека во наредниот период ќе имаме конечни резултати, со што навистина во Македонија ќе дојдат промени кои што ќе донесат подобар живот на граѓаните во Македонија. Изборите завршија, граѓаните го кажаа своето и се надеваат за подобро утре. Од новата влада очекуваат дека ќе ги брани интересите на Република Македонија. Мислам дека ВМРО да помне. Да, и што очекувате? Дека ќе направи влада со ДУИ и ќе биде уште подобро од сега. Да. Па секогаш дека ќе биде подобро. Ако се регулира со правосудството сето тоа. Во е хаос, во е криминал не видим. Што очекувате сега? Па ја мислам дека ќе оде се на подобро. Беше малку критично и за ВМРО и за СДС. Само ви пак подобро доби па ВМРО. Очекувањето сега? Па очекувањето натака ќе видиме што ќе биде. Никој не знае што ќе биде. Се надевате на подобро? Па мислиме дека ќе биде подобро. Ја мислам дека би требало подобро да биде. Не верувам. Не. Не знам. Ќе видиме. Имате некаква надеж на подобро утре? Па секако дека треба да има. Да има подобро. Па ќе видиме, ќе каже времето. Па задоволна сум да ти кажам и очекувам подобро. Па ќе ги казнуваме? Секоја грешка мора да се казне. Очекувате, имате надеж за подобро утре? Да, имам. Дефинитивно подобро утре ќе има. Затоа што овие кои досега работеа, ќе си продолжат со работата што е готово. Ќе се направи влада ВМРО со некои од албанските партии и ќе си продолжат да си работат и ќе биде, ја мислам, многу подобро натаму ќе си оди работа како што треба. Па би требало за младите, ја очекувам да биде подобро. Ние веќе изживејаме го што живеаме, како поминаме нашиот живот. Треба да биде порно. Треба се да биде подобро. Па ќе видиме. За денот на изборите мирно, без пријавени инциденти, велат надлежните од СВР Штип.
но затоа во текот на вчерашниот ден во полицијата пријавени се едно разбојништво на улица Сообраќајка пред селото Карбинци и пожар на улицата Балканска. Ново улично разбојништво во Штип. Жртва на друмски разбојница е 59-годишна штипјанка која била пресретната од кратци на улицата Иво Лола Рибар во центарот на градот. И упатиле сериозни закани по животот, а потоа и ја ограбиле. Двајцата разбојници прво и ги зеле парите, 1500 денари кои таа самоволно и ги дала, но продолжиле со малтретирањето на жената од која го побарали и мобилниот телефон. Тогаш двајцата разбојници употребиле физичка сила и ја украле ташната и побегнале. Извршен е увид на местото на настанот, се трага по сторителите, велат од СВР Штип. Синоќа несовесен возач на патот Штип-Плачковица пред селото Карбинци удрил во велосипедист со кој се движеле во ист правец, го соборил на коловозот и побегнал од местото. 59 годишниот жител на селото Карбинци само отишол во болницата каде повредите му биле санирани. Полицијата го бара возачот што ја предизвикал сообраќајната несреќа, која се случила попладне околу 15 часот и 40 минути. Штипската противпожарна единица вчера вечер интервенирала на опожарен помошен објект Шупа на улицата Балканска, кој избувнал околу 20 часот. Огнот бил локализиран, повредени нема, а предизвикана е само материјална штета. Противпожарната единица спречила огнот да се прошири да ја зафати кровната конструкција на соседната куќа. Инаку денеска од СВР Штип информираа дека изборите поминале мирно, без пријавени инциденти во полицијата. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев денес изврши увид во активностите на атлетската патека на градскиот стадион и на спортската сала на основното училиште Славејко Арсов во населбата Баби. Иако навлезени во декември, последниот месец од годината, временските услови се уште овозможуваат активности на градежата оператива на отворени објекти. Во преден план секако атлетската патека на градскиот стадион во Штип. На барање на сите атлетичари, градоначалникот асфалтираше стазата овде покрај стадионот и со самото тоа веќе се заокружи целиот овој простор. Сега сме во тек да тендерираме и за да ги покриеме трибините, ќе има покриени трибини, а ние ќе се трудиме да го сето тоа одржуваме безпрекорно чисто и ќе работиме понатаму за да имаме успех како спортски клуб. Ветувањето за атлетската патека се остварија и таа ќе ја добие својата физиономија. Ќе имаме дополнителни инвестиции, да кажам дека атлетската патека ќе има 5 ленти за надпреварување. Наскоро треба ЈП Стипион да ја означи атлетската патека. Овде рековме дека помошни терени ќе бидат уредени по сите стандарди. И да не забораваме дека нашите атлетичари ќе имаат место каде да трчаат, затоа што во текот од утрешниот ден ќе почне асфалтирањето на патеката од 8 ноември до населбата Балканска. Тоа е некаде околу 3,5 километри. Се надевам дека за 3 дена ќе се заврши асфалтирањето. Ќе имаат одлични услови и велосипедистите да возат велосипеди, пешаците да пешачат, а нашите атлетичари да трчаат за да на крајот постигнуваат и добри спортски резултати. Уште едно прашање, дали со ова конецот се тргаат рекреативците од градски, бидејќи ако видат атлетска патека, ќе видат таа само за атлетичарите? Па јас лично мислам дека рекреативците има каде да трчаат. Јас секој ден, можда на 2 дена одам на патеката за Дисарот, која оди од 8 ноември па се до Ново село и верувајте дека десетици наши рекреативци трчаат секој ден, вежбаат, спортуваат, се користат и фитнес зоната. Лично мислам дека со изградбата на и продолжењето на таа патека до населба Балканска, каде ќе има 2 моста, еден ќе иде према населбата Македонка, а другиот према населбата Балканска, правиме нешто уште подобро, така да ќе биде вкупната должина 6 километри и ќе останат некаде можда уште 2 километри до Стар Карорман. Идејата е со општина Карбинци да го поврземе Стар Карорман со Таринци. И мислам дека со тоа ќе направиме голема работа за луѓето и жителите од тие населби да не го користат магистралниот пат за велосипедизам, за пешачење, туку да се одат по патеката која ќе биде и попријатна и побезбедна за самите пешаци. Во финална фаза се и активностите околу изградбата на спортската сала во населбата Баби, со што ќе се реши деценискиот проблем околу одвивањето на физичките активности на овие ученици. До сега децата вежбаа во една училница, немаа никакви услови за спортување. Ги користеа двата спортски терени кои се надвор од самото училиште. Благодарение на владата на Република Македонија, на Министерството за образование и напорите што ги направи општината, веќе се привршува и при крај сме со изградбата нова училишна сала. Ќе биде голема придобивка за нашите деца и мислам дека тоа е ретко училиште во нашиот град каде нема училишна сала.
Инвестицијата е на Министерството за образование и на општина Штип околу градежните активности, приклучок на струја, на водовод, канализација и пристапен пат, односно патека до училишната сала. In memoriam. Вчера во 71-та година од животот по кратко боледување почина Андреја Рунтевски. Андреја Рунтевски беше еден од основачите на народна техника во Штип, со кој се поставија темелите на ракетното моделарство и на многу други дисциплини. Беше долгогодишен член и раководител на аероклубот Штип, со кој се постигнаа високи резултатски дострели. Како селектор, ракетните моделари се закитија со неколку светски резултати кои доприносеа за афирмација на клубот, за респектабилна почит и внимание. За својата успешна работа беше наградуван со високи признанија, како од домашни институции, така и од Светската воздухопловна федерација. Погребот на Андреја Рунтевски се изврши денес на градските гробишта во Штип. In memoriam. Денес во 71-та година од животот по кратко боледување почина доктор Никола Дуков. Доктор Никола Дуков, како специјалист, оториноларинголог, беше мощно угледен и почитуван кај целиот персонал. Со својата срдечност, пристапност и коректниот однос, важеше за вистински народен човек и омилен лик кој ги посетуваше сите културно-забавни и спортски манифестации. Во 90-тите години на минатиот век со својата фамилија замина да живее и да работи во Лазаревац, Република Србија, каде што го затекне и смртта. Погребот на доктор Никола Дуков ќе се изврши утре вторник во Лазаревац. Тоа беше се што ви подготвивме во вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk. Пријатна вечер.